ги разграничи моментите, како што вие велите, на емотивен раст на берзите, на раст само поради очекување, ајде да речеме, а не поради добра работа на фирмите. Значи, да речеме, имаме раст поради, ајде, не кажам спекулации, туку очекување, или раст поради здрава поставеност на самиот проект. Ние немаме поволна макроекономија одамна. Од 2021 имаше еден краток момент каде што фиктивно се испринта пари, се пуштија во пазарот. Зошто го велам ова фиктивно? Затоа што за нешто да се пуштат дополнително пари во промет, мора да има производство, мора да има накачено производство. Во ковидот ние имавме стагнација на производство, имавме пуштање на пари во оптек. И тоа беше почетокот на рушењето на економијата тогаш. И тоа си донесе реперкусии во 2022, како што знаеме, после војната 2023, високата инфлација, па после на одредени места имавме застој на економијата, односно рецесија. Европа веќе одамна е на нивото на рецесија, не е официјално во рецесија влезена, но меѓутоа е на ниво на рецесија која ќе видиш БДП буквално нема раст со години. Растот е 0 или 0.3%, што е сосема незначителен раст. Пазар, на прашањето твое да знаеме што е разликата, значи прво треба да видиме дека економијата е во одлична состојба. Што значи тоа? Дека индексот на производство е накачен, односно гледаме дека има производство, има потрошувачка. За да има потрошувачка мора да има ниски каматни стапки на централните банки. Гледаме дека во Америка, како најака економија во светот, се уште кредитите се таму многу скапи. Каматните стапки, Федералната банка, гледаме сега и некоја тука војна со Трамп администрацијата и ФЕД. Едноставно ФЕД смета дека треба уште да ги чуваат каматните стапки на високо ниво. Трамп администрацијата нормално им одговара да се пуштат каматните стапки со тоа да има повеќе пари оптек во самите пазари и фактички се додека не помине ова ситуација, се додека не дојдеме каде што индексот на производство се накачи, каматните стапки паднат и нормално да нема трговска војна, кога ќе се направат овие услови, кога ќе се создадат сите овие услови, тогаш ние ќе имаме правилен бул маркет, што ќе трае подолго време и се уште стојам за тоа, мислам дека во ова година повторно ќе видиме нови рекорди и на берзите и на криптото некаде на крајот на годината, четвртиот квартал.